Последни вести денеска добро вечер. Стартуваше едномесечниот тест период на системот Безбеден град. За само 12 часа регистрирани 65.000 сообраќајни прекршоци. Дури 2.800 возила поминале на црвено. 1000 возачи возеле низ Скопје нерегистрирано возило. Информираше министерот за внатрешни Панче Тошковски преку статус на Facebook. Казни за сега нема, но илјадници опомени се веќе испратени до несовесните возачи. Граѓаните со поделени мислења. Дел сметаат дека Safe City ќе донесе побезбеден сообраќај, други пак се уште се скептични, но се едногласни дека само парични казни би ја промениле сообраќајната култура. Казни за несовесните возачи ќе има од 1 јануари. Да, забележувам дека повално, да. Мислам дека ова многу кратко, кај нас тешко се влегува на ред. Се надевам ќе придонесе, меѓутоа останува се до совеста на граѓаните. И ова што е со казнувањето дека треба да не опамети малце сите, не само возачите, него и пешаците и општо целиот народ. Сите, ако нека ги снимаат. И треба. За да бидеме како што треба и да биде државата како што треба, и треба така да биде. Сигурно, ако има казнувања, сигурно ќе биде. Само казните ќе не опаметат, ништо друго, да. Во светот одамна така функционира. Кај нас све е знак прашање. Многу е голем проблемот, и со сообраќајот, и со паркирањето, и со градот. Треба некоја по-голема реконструкција на све. Предлог имиња за испразнетите министерски места и вице-премиерското, доставени до собранието. Беким Сали, освен прв вице-премиер, е предложен и во ресорот евроинтеграции, а Мухамед Хоџа за министер за животна средина. Муртезани пак ќе биде разрешен на следната пленарна седница, информира од собранието. Нов вице-премиер и министер за европски прашања ќе биде Беким Сали, а министер за животна средина и просторно планирање Мухамед Хоџа. Од владата за Канал 5 потврдија дека ова се предлозите кои ги добиле од коалицијскиот партнер Вреди и кои веќе се доставени до собранието. Досегашниот министер за евроинтеграција Орхан Муртезани ќе биде разрешен на првата наредна собраниска седница, а именувањата на ново предложените министри, кога ќе се најдат на дневен ред, дополнително ќе се утврди. Велат од собранието. Беким Сали доаѓа на вице-премиерското место на Изет Меджити, кој стана градоначалник на општина Чаир, а раководеше и со Министерството за животна средина. Пред неколку дена тој за медиумите изјави дека сега се пополнуваат испразнетите места во владата и дека не станува збор за владина реконструкција, а ги потврди имињата на Сали и Хоџа. Останува нејасно кој ќе седне во испразнетото заменик министерско место за одбрана и дали и кога ќе има промени во други министерства со кои раководи Вреди. Предходно во медиумите се појави информации дека актуелниот министер за здравство Азир Алиу ќе биде нов директор на Агенцијата за електронски комуникации. Дел од информациите беа и дека во Министерството за социјална политика Хашим Муртезани треба да го замени актуелниот министер Фатмир Лимани, а Орхан Муртезани да замине како амбасадор во НАТО. Премиерот Мицкоски деновиве беше дециден дека Вреди нема да добие ресор плюс во владата, туку кандидатот за вице-премиер ќе биде воедно и министер. Освен имињата за места од Вреди, премиерот Мицкоски најави и подлабока владина реконструкција по конгресот на ВМРО ДПМН, кој ќе се одржи викендов во Кавадарци, а после кој ќе се знае дали ќе има промени и кај некои од министрите од ВМРО ДПМН. Учениците од Димо Хаџидимов, кои беа хоспитализирани на детската клиника, се пуштени на домашно лекување. Нови случаи со труење од мусаката од училишната кујна и норовирусот нема. Кујната е дезинфицирана, но дел од родителите не ги пуштаат децата на настава. Преку петиција бараат подобрување на хигиената во училиштето. Сите 4 дечиња од Димо Хаџидимов кои имаа потешки симптоми на гадење, стомачни тегоби и температура, поради што повеќе денови минаа во болница, веќе се испишани од собите и се пуштени на домашно лекување, потврдува за Канал 5 директорот на детската клиника Реџеп Мемеди.
Нови случаи на труење со храна од мусаката и норовирус нема. Сите 4 деца се во добра здравствена состојба, значи после добиениот медицински третман и соодветната нега, нивната состојба значително се подобри и денеска се пуштаат дома сите 4 деца. Во меѓувреме, дел од родителите на учениците кои велат дека полесни симптоми имале над 180 деца од Димо Хаџидимов не сакаат да ги пуштат учениците на настава, додека не се исполнат нивните барања, за како што велат институционални образложенија и документација дека училиштето е чисто и нема зарази што можат да го загрозат здравјето на нивните најмили. Иако не сакаат да говорат јавно, до Канал 5 испратија допис кој го доставиле и на директорката на училиштето, на кој се потпишале голем број на родители, во кој меѓу другото стои и дека децата досега немале основни услови за лична хигиена, како сапун и тоалетна хартија. Освен повторно земање на примероци од кујната и просториите во склоп на училиштето од страна на надлежните, родителите бараат и план на хартија за ефикасно одржување чисти простории и задолжително подигнување на хигиената на задоволително ниво согласно современи стандарди и прописи, а не како досега училиштето да биде извор на зарази, стои во документот. Директорката на училиштето Лела Николовска по споделените барања на родителите не беше достапна за коментар, но претходно во изјава за Канал 5 тврдеше дека во делот каде што учениците посетуваат настава, досега се направени и редовни, а и вонредни дезинфекции, како и дека во наставата немало прекини. Таа каже и дека за кујната која е затворена со пломба од надлежните и сега не работи, училиштето нема надлежност да постапува, бидејќи посебниот објект што функционира како магазин и кујна е на фирма, економски оператор кој е давател на услугата топол оброк, кој е под кирија. Досега од надлежните кои испитуваа мостри, освен во мусаката најдоа фекални бактерии на чешми, но според анализите на Институтот за јавно здравје се утврди дека водата не била извор на зараза и е безбедна за пиење. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека за сега се уште ги чекаат сите останати резултати, пошто ќе одлучат дали училиштето и фирмата која обезбедува топол оброк ќе бидат санкционирани. Во едно од 9 основни училишта во Карпош, во кој што беше спроведена вонредна контрола од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство и Институтот за јавно здравје, е пронајдено присуство на ентеробактерии. Ова, како што информира од ИЈЗ, го покажуваат резултатите од земените брисеви од 2 површини во училиштето, што е знак на недоволна хигиена. Во останатите 8 училишта во кои што е спроведена вонредната контрола по случајот со масовното труење во Димо Хаџидимов, како што информира од ИЈЗ, не се пронајдени патогени бактерии. Институтот ќе предложи иницијатива со која ќе се направат промени во Националната годишна програма за јавно здравје, правилници како и законски и подзаконски акти во насока на подобрување на хигиената во училиштата, градинките како и обезбедна храна и вода во воспитно-образовните установи. Вонредната контрола во 9 основни училишта на територијата на општина Карпош следува по случајот со труење на деца во основното училиште Димо Хаџидимов во Скопско Влае. Во пресред на новогодишните празници ќе се спроведуваат засилени инспекциски контроли во угостителските објекти, најавуваат од Државниот пазарен инспекторат. Целта е спречување нерегуларности во работењето, но и обезбедување заштита на гостите. Апелираме до угостителите да постапуваат совесно и да ги почитуваат законските одредби кои се однесуваат на нивно работење, особено во делот на дозволениот број на гости, работно време, присуство на малолетници, како и законот за заштита од пушење и секако сите други одредби. Државниот пазарен инспекторат соодветно ќе реагира за непочитување на законските обврски и ќе преземе мерки и санкции согласно законите. Тоа беше се во вечерното издание на Вестите. Пријатна вечер.